Добро вечер во последното информативно издание на 1 ТВ за денеска. Во тек е голема полициска акција во Скопје и околината. Од Министерството за внатрешни работи за сега не соопштуваат детали, но ја потврдуваат акцијата. Се вршат претреси на повеќе локации, според некои информации до кои дојдовме неофицијално. Операцијата е против трговија со дрога. Акцијата се одвива на 2 места во Арачиново, како и на 6 локации во скопското село Сингелиќ. На терен се екипите на 1 ТВ. Во текот на овие вести очекуваме вклучување од колегата Игор Стефановски, кој што се упати кон скопското село Арачиново, и од колешката Јана Јосифовска, која што се упати кон скопското село Сингелиќ. Веднаш штом ги имаме со директно вклучување од таму, ќе ги вклучиме во овие вести за да ги дознаеме најновите информации и детали од терен. До тогаш продолжуваме со останатите содржини. Премиерот и двајца членови на владата под лупа на антикорупционерите. На денешната седница комисијата одлучи да постапува по преставките поднесени од ВМРО ДПМН, од кои 4 се против премиерот Зоран Заев и по една за министрите Кочо Андјушев и Дамјан Манчевски. За фирмата МХЕ Тополки, каде што еден од собствениците е Кочо Ангјушев преку фирмата Феро Инвест, а неговиот брат Тодор Ангјушев е управител и му доделил градежно земјиште, односно има доделено градежно земјиште по пат на непосредна спогодба во вкупна површина од 7105 квадратни метри во катастарската општина Дреново за изградба на хидроцентралата Тополка. Понатаму, постапка за предмет земјиштето во касарна за сомневање дека Сашо Брндевски купил 18.462 метри квадратни по повластено ниска цена, овозможена од тогашниот градоначалник на Струмица, господинот Зоран Заев. Понатамо, постапка за предметот Глобал, постапка за предметот 1 евро корупција, постапка за предметот грчките фирми на Манчевски и постапка за предметот бугарските фирми на Заев. Прифатени се 4 од 12 приговори на ВМРО ДПМН поднесени за вториот круг од изборите одржан на 5 мај. По еден е за Куманово, Шуто Ризари, Сарај и Радовиш. Меѓу одбиените е и приговорот поднесен од опозицијата за локалните избори во Ново село. Приговорот на ВМРО ДПМН за избирачкото место 1789 во Ново село го натера претседателот на ДИК Оливер Дирковски да се фати за броење и лично да се увери дали бројот на подписите во избирачкиот список или вчињата во кутиите се совпаѓаат. Партијата од која е предложен бараше увид во материјалот, бидејќи избирачкиот одбор и по неколку броења не можел да ја утврди фактичката состојба. Подписите во избирачкиот список наводно биле 411, али вчињата 412. За ситуацијата да не избега од контрола во броењето, подоцна му се приклучи членот на ДИК од редовите на СДСМ Борис Кондарко. Дирковски преброја ист број и на подписи на ливчиња, пошто ДИК приговорот го отфрли. ВМРО ДПМН бараше увид во изборниот материјал со образложение дека има нерегуларности и дека ова избирачко место може да влијае врз конечниот резултат. Кандидатот за градоначалник на СДСМ Никола Андонов победи со 19 гласови повеќе од кандидатот на ВМРО ДПМН Николчо Стоилков. Работата на избирачкиот одбор, односно Општинската изборна комисија, сторила сериозно прекршување на изборниот законник и ни дава сериозен сомнеж дека на вистина нешто се случувало тој ден. Бројките на употребени ливчиња кои гласале во кутијата и подписи во избирачкиот список на ово избирачко место се совпаѓаат. Значи, затоа контрадикторен е приговорот дека од што произлегува сомневањето кога самиот подносител на приговорот во својот приговор признава дека нема никакви забелешки.
ВМРО ДПМН и до ДИК поднесе вкупно 12 приговори, 11 од нив за председателските избори, но ниту еден не влијае врз конечниот резултат. Најмногу приговори има за неправилности поврзани со пребројувањето, но и за нарушување на тајноста при гласањето. Од ДИК велат дека најверојатно во сабота веќе ќе го подготват уверението за новиот председател и тој ќе може да го подигне. Во недела во собранието ќе се одржи инаугурација на Стево Пендаровски за нов шеф на државата. Председателот Ѓорѓе Иванов по 10 години во недела заминува од функцијата шеф на државата. Во председателската вила Водно треба да се всели неговиот наследник Стево Пендаровски, кој по победата на изборите ќе стане петиот председател на државата по нејзиното осамостојување во 1991 година. Инаугурацијата е најавена за внедела, на последниот ден од истекот на мандатот на Иванов. На 3 дена пред заминувањето од функцијата нема официјална потврда што ќе прави Иванов по истекувањето на мандатот. За сега се знае дека се распрашувал колку изнесува годишниот буџет за поранешен председател. Од владата потврдуваат дека до вчера немало доставено никакви барања од кабинетот на Иванов за неговите потреби по заминување од функцијата. А сега повторно се враќаме на информацијата која што вие соопштивме на самиот почеток од овие вести, односно станува збор за акцијата која што во моментов е во тек на повеќе локации во Скопје и околината. Од Министерството за внатрешни работи за сега не соопштуваат детали, но ја потврдуваат акцијата. Како што ви најавивме, екипите на 1 ТВ се на терен во Скопско Арачиново и колегата Игор Стефановски. Игор, кои се твоите последни информации од терен? Повели. Александар, на терен во овие моменти не е забележливо дека има полициска акција барем на главната улица во Арачиново, но нашите информации говорат дека доаѓа на полициска наредба за претрез во домовите, спроведена, односно диригирана од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Станува збор за 12 наредби за претрез во различни 12 локации со индиции дека обвинителството односно има информации за дилање на дрога во две скопски населени места во Сингелик и Арачиново, каде што се најголем дел од претресите од страна на обвинителството кој е дало наредба до Министерството за внатрешни работи, кој што всушност во овие моменти се врши акцијата на полицијата, но нема поконкретни детали за што точно станува збор, односно дали полицијата покрај наредбите за претрес имаат и наредби за носење на осомничените или опфатените лица за носење во полициски станици на задавање на исказ, или само имаат обвинителството дало само индиции дека постојат основи на сомнение дека дел од 12 локации на кои што се прави претрес дека има индиции за дилање на дрога. Не е ниту јасно за каков вид на дрога станува збор, но тоа што можам да го кажам тука од терен е дека не забележува нашата камера полициска акција, односно забележавме само полиција во движење во неколку наврати откако сме тука на самото место во Арачиново. Тоа ќе го повторам како информација. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција издало вечерва 12 вкупно наредби за претрес на повеќе локации во Скопје. Голем дел од локациите се наоѓаат токму во Арачиново и во Сингелич. Неофицијално станува збор за за група дилери на дрога, а од Министерството за внатрешни работи само потврдува дека станува збор вечерва за полициска акција, но не и за каква полициска акција, ниту пак соопштуваат никакви детали. Единствено од Министерството за внатрешни работи најавија повеќе информации за утре. Александар, ако имаш повеќе прашање, повели. Игор, ти благодарам за информациите во ова вклучување од вестите. Доколку добиеш нови информации, очекуваме да побараш повторно вклучување во текот на ова информативно издание. А како што и претходно соопштивме, дел од акцијата се одвива и во скопското село Сингелич, таму е колешката Јана Јосифовска. Јана, повели со информациите од таму, успеа ли да добиеш ти некакви информации од терен за што се спроведува оваа акција?
Александар, она што можевме да го слушнеме и од јавувањето на колегата Игор Стефановски, може да се забележи горе-долу и тука во скопската населба Сингелиќ, односно исто така и овде, иако нашата екипа е речиси еден час во скопското село Сингелиќ, не е забележливо никакво полициско присуство, иако може да се каже дека ги поминавме речиси сите улички од ова скопско село, нема никакви припадници на полициски сили, иако согласно информациите од Министерството за внатрешни работи, кои што само потврдија дека постои и е во тек голема полициска акција во 6 локации овде во Скопско Сингелиќ, меѓутоа за сега не можеме да забележиме ништо такво. Исто така се обидовме да поразговараме, односно да добиеме некакви одговори од мештаните, односно од жителите на ова скопско село, меѓутоа никој од нив не сакаше да зборува во камерата на еден ТВ, сите избегнуваа да дадат конкретни одговори, иако генералната перцепција тука од терен е дека е за сега бар релативно мирно, иако она што е како неофицијална информација, која што се уште чекаме потврда од МВР дека станува збор за притреси тука на 6 локации за трговија со дрога, односно за разбивање на дилерски групи, меѓутоа од МВР МОЛК велат само кратко за еден ТВ дека сите детали ќе ги соопштала во текот на утрешниот ден. Значи не знаеме дали и колку лица воопшто има приведено во овие полициски акции, само де факто дека има голема полициска акција. Тоа е она генерално што можам да го соопштам тука од теренот скопското село Сингелиќ. Секако ние остануваме тука уште некое време доколку пристигнат некои нови информации или забележиме некакво движење или некаква дел од полициската акција, секако ќе ја побараме повторно вклучување. Студио. Јана, ти благодарам и тебе за информациите во ова вклучување во вестите. Како што кажа и самата, ти остануваш на терен барем додека трае ова информативно издание, а ние во продолжение продолжуваме со останатите содржини предвидени за овие вести. Денеска навршуваат 4 години од оружената пресметка во Кумановско диво населје, што траеше 2 дена, при што животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, а 40 беа тешко повредени. Загинатите посмртно беа одликувани од претседателот Иванов со медал за храброста. Во престрелката убиени беа и 10 припадници на вооружената група. На Скопскиот плоштад Скендербек денеска се одржа протест на кој демонстрантите бараа правда и слобода за осудениците. За диво населје од февруари 2016 година во кривичниот суд се водеше судско рочиште против 29 лица, кои станаа 37 кога случајот се спои со молња, во кој се водеше постапка против 8 лица, помагачи на вооружената група. Пресудата требаше да биде донесена на 17 октомври, но беше одложена поради локалните избори на барање на Министерството за внатрешни работи. Обвинителството побара доживотен затвор, а владата во ноември пред 2 години прифати да биде отворена меѓународна истрага за случајот диво населје. Во продолжение уште една информација поврзана со оваа вест. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека постојат индиции според кои вооружениот напад во диво населје се случил за да се запре емитувањето на бомбите. Тоа беше во период кога излегуваа бомбите. Постојат индиции дека тоа било организирано за да се спречат бомбите и тоа треба да се изјави Спасовски во гостување на телевизијата 21. Интерпол се огласи по однос на изјавата на Рускоска и порачува прашањата да се адресираат во Скопската канцеларија. Еден ТВ испрати прашања, но одговор не доби се уште. Дали и што пропуштиле македонските истражни органи за екстрадицијата на Груевски? Познавачите сметаат дека допрва треба да се анализира каде се направени пропустите. Македонското представништво на Интерпол во МВР без одговор зошто од главната канцеларија нема образложение за меѓународната потерница за екс-премиерот Никола Груевски. Тој засега се бара на домашна територија. Азилот добиен во унгарските власти и аболицијата од претседателот Иванов може да бидат причините за Интерпол да не го бара Груевски. Самите овие чекори патуваат на дополнителна внимателност или осетливост на предметите за кои што Република Северна Македонија има истакнато барање за распишување на потерница. Тоа само говори дека станува збор за
поосетливи случаи за кои што треба многу подетално и поаргументирано да се обезбедат доказите, кои што ќе бидат прифатливи за во случајот Интерпол за да постапи по нив. И тука треба да се бара натамошното разбистрување на тоа што Тоа е праксата и совработениот ВУБК Никола Бошковски кој очекува епилог од барањето за азил во Грција. Груевски политичкиот азил во Унгарија го доби пред половина година. И двајцата се бегалци осомничени организатори за крвавиот четврток. Шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска обелодени дека Интерпол 2 месеци не ги објавува имињата на Груевски и Бошковски и не образложува зошто. Но постапувајќи по истата процедура појасни дека претходно било објавена на Интерпол меѓународната потрага за 5 мина осомничени за крвавиот упад во собранието. Покрај Груевски и Бошковски осомничени нарачатели за собранискиот упад под кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, се и поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски и екс-министрите Спиро Ристовски и Милена Киески. Од владата денеска информираа дека до крајот на месецов ќе се знае почетната финансиска конструкција за изградба на новиот клинички центар по завршување на физибилити студијата. Доколку се исполни планираната динамика, неговите темели треба да се стават до крајот на годината. До крајот на месецов ќе се знае почетната финансиска конструкција за изградба на новиот клинички центар по завршувањето на физибилити студијата и доколку се исполни планираната динамика, темелите на новиот клинички центар ќе се постават до крајот на годинава, информираше владиниот потпарол Миле Бошњаковски. Физибилити студијата ја изработува Австријска агенција за здравство во согласност со меморандумот меѓу Австриското министерство за техника и нашето министерство за здравство, што е бесплатна техничка помош. Физибилити студијата треба да биде готова до крај на мај. До сега работите се одвиваат со предвидената динамика и да ти одговорам најдиректно. Доколку се задржи предвиденава динамика, темелите на новиот клинички центар ќе ги поставиме до крајот на оваа година. Приоритет на владата и Министерството за здравство е изградба на достапен, квалитетен и долгорочно одржлив систем за здравствена заштита кој ќе обезбеди безпрекорни услуги на граѓаните, како и врвни услуги за работа на медицинскиот кадар, истакна Бошњаковски. Според првичниот план, клиничкиот центар, новиот, треба да биде на 5 нивоа, на вкупна површина од 102.000 метри квадратни, ќе има околу 1300 болнички легла, 20 операциони сали, 4 ангиографски сали, 8 родилни сали и 65 амбуланти за специјалистичко консултативна дејност. Новиот клинички центар е предвидено да се гради во местноста наречена Велеполе во општина Ѓорче Петров. Стотина медицински сестри, од кои над 40 од клиничкиот центар и од големите болници, последнава година заминале во странство или во приватните здравствени установи во државата, каде им се нудат повисоки лични доходи и признавање на нивното високо образование. Ова денеска го истакна Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на Сдружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Според неа, трудот на овој здравствен персонал треба да се вреднува соодветно на нивното образование. Незадоволството на медицинските сестри во здравствените институции го симнале нивното достоинство под нивото на сето тоа што ја оплеменува нивната професија, вели Бешлиовска. Посочи дека тоа не значи дека застанал интересот за школување на нивните колешки во професијата, но за жал после сите кратки едукации во болниците тие си заминуваат во други земји. Следната недела ќе бидат објавени податоците за тоа колку чинела посетата на папата на земјава, информираат денеска од владата. Според портпаролите, придобивките се безценети. Посетата на папата е показател за забрзување на интеграцијата на земјава наскоро како членка во НАТО и кон полноправно членство во Европската Унија, изјави Бошњаковски. Потенцира дека посетата на папата имала државнички, но и верски карактер, била меѓу највисоките посети од нашата независност, поминала безпрекорно, а пораките што ги испратил поглаварот на Римокатоличката црква преку медиумите допреле до целиот свет.
Северна Македонија е добра вест на Балканот, бидејќи донесе тешки одлуки и направи големи компромиси за да ги оствари своите стратешки цели, членството во НАТО и Европската Унија. Ова е клучната порака упатена на денешниот ЕУ појадок, одржан по повод Денот на Европа. Нема гаранции дека овој јуни ќе има датум за отпочнување преговори. Евроамбасадорот Жбогар како една од причините го наведе фактот дека Унијата се соочувала со многу надворешни и внатрешни предизвици. Тука се европските избори, формирањето нова комисија како и избор на нов председател на Советот кој ќе треба да биде поставен до крајот на годината. Од друга страна пак порача дека на Северна Македонија и било потребно единство на политичарите. Today I cannot announce opening of negotiations in June. Денеска не можам да соопштам дека ќе добиете датум за преговори во јуни, бидејќи тоа е одлука на земјите членки. По неколку изборни циклуси во последните неколку години кои ја поделија земјата, време е политичарите и политичките партии да ги остават партиите настрана, без разлика дали се идеолошки, етнички или лични. Време е да се покаже единство за целта и да се интензивираат напорите. Прво да се почнат преговорите, второ да се оди напред во преговорите. Ова го потврдија сите парламентарни партии и тоа е нешто што го очекуваат од вас и граѓаните. И покрај не така оптимистичките пораки, очекувањата дека Советот на Европската Унија во јуни ќе даде зелено светло остануваат. Новоизбраниот председател Пендаровски вети дека ќе се посвети на главната цел, членството во ЕУ и НАТО. Очекуваме да слушнеме добри вести идниот месец од Европскиот главен град Брисел. Немам сомнежи дека сите вие ќе бидете посветени да ја поддржите нашата цел и да го исполниме конечно нашиот сон по толку долго време чекајќи во транзицискиот тунел. Мојата главна цел како председател во идните 5 години ќе биде обидот со сите, со оваа влада како и со секоја идна влада да ја исполнам целта за членство во Европската Унија и НАТО. Но на прво место сакам да бидам обединувач на нацијата која беше толку поделена во минатото. Османи пак кој денеска организираше појадок со амбасадорите по повод Денот на Европската Унија, порача дека земјата ќе продолжи со спроведувањето на реформите. Во меѓувреме претходи извештајот на Европската комисија, како и договорот за законот за јавното обвинителство, кој пак е еден од условите на Европската комисија. По неколку неуспешни обиди утре повторно продолжуваат работните групи. По повод одбележувањето на 9 мај, денот на победата над фашизмот, премиерот Зоран Заев истакна дека сегашните генерации избра иднина со подобар просперитет преку членството во НАТО и Европската Унија и нагласи дека Северна Македонија секогаш припаѓала во европското семејство. Ја избравме иднината. Иднината на Европската Унија, избор што му припаѓа на секој европски граѓанин. Наскоро ќе стоиме пред јарболот во седиштето на НАТО, која ќе се издига македонското знаме. Ќе стоиме гордо, зашто химната, грбот и знамето остануваат за секогаш во нашиот код на нашиот идентитет. Со голема воена парада, Москва денеска го одбележа денот на победата над фашизмот, откако со минута молчење им се оддаде почит на жртвите од Втората светска војна. Председателот Владимир Путин од Црвениот плоштад потсети дека победата над нацизмот зазема посебно место во руската историја. По повод денот на победата над фашизмот се одржа и традиционална церемонија на Елисејските полиња, а францускиот председател Макрон положи цвеќе пред вечниот оган под триумфалната порта. На Денот на Европа, европските лидери на самитот во романскиот град Сибију усвоија декларација за приоритетите на Унијата во следните 5 години. Со воена парада во Франција беше одбележан денот на победата над фашизмот. Францускиот председател Емануел Макрон на традиционална церемонија на Елисејските полиња положи цвеќиња пред вечниот оган под триумфалната порта и со една минута молк искажа почит пред споменикот на генерал де Гол. На дождливата свеченост годинава не присуствуваа европските сојузници, пред се германската канцеларка Ангела Меркел и британската премиерка Тереза Меј. Макрон изврши скромна смотра на војската и положи венец на гробот на незнаениот јунак. Сепак европските лидери на самитот во Сибију усвоја декларација за приоритетите во следните 5 години, со која членките се обврзуваат на единство, солидарност, заштита на европските вредности и посилна улога на Европа во светот. Лидерите се обврзуваат во наредниот период да ја бранат единствена Европа и да нема место за поделби против заедничкиот интерес.
И во Русија традиционално се одржа големата парада на Црвениот плоштад по повод денот на победата над фашизмот. Смотрата на сите единици ја изврши министерот за одбрана Сергеј Шојгу, а потоа му го предаде извештајот на претседателот Владимир Путин. Секоја година ја чувствуваме моќта од големиот подвиг и триумф на нашиот народ. Токму тој ја одбрани татковината и стана главен ослободител на народот во Европа. Победата над фашизмот има посебно место. Направивме се и ќе сториме се што е потребно за да се обезбеди висока борбена способност на нашите вооружени сили. Во исто време, Русија е отворена за соработка со сите кои се подготвени да се спротистават на тероризмот, неонацизмот и екстремизмот. Во војната парада учествуваа 13.000 војници со над 130 парчиња најмодерно оружје, а иако беше најавено, изостана дефилето на најновите летала. На парадата оваа година немаше странски гости. Парадата на победата во Москва се одржува на ист начин како првата парада во 1945-та, еден месец откако капитулираше Германија. Советскиот сојуз за време на Втората светска војна изгуби најголем број луѓе, околу 25 милиони. И пред крајот на вестите уште еднаш подсетуваме на информацијата која што вечерва е во фокусот на вниманието на гледачите, а се однесува на големата полициска акција која што се спроведува во Скопје и околината. Од Министерството за внатрешни работи засега не соопштуваат детали, но ја потврдуваат акцијата. Се вршат претреси на повеќе локации, а според некои од информациите до кои дојдовме, неофицијално операцијата е против трговија со дрога. Акцијата се одвива на 2 места во Скопско Арачиново, како и на 6 локации во селото Сингелиќ. Пред крајот на вестите, уште еднаш бараме линковско поврзување со колегата Игор Стефановски. Игор, дали успеа да обезбедиш нови информации за ова вклучување во вестите? Успеав единствено да разговарам со жителите на Арачиново, кои што велат дека веќе подолг временски период полицијата дека не е тука ни за Арачиново, но тоа што јас што успеав да го забележам исто така од тука од самото место дека сепак раздвижување, но благо раздвижување на полициски возила има, раздвижување има и од страна на локалното население во Арачиново. Тоа што веќе е познато како неофицијални информации дека обвинителството за организиран криминал и корупција издало наредби за претрес во 12 локации, а Министерството за внатрешни работи врши претрес на тие 12 локации, а најмногу се во Арачиново и во Скопската населба Сингелиќ. Неофицијално станува збор за трговија со дорога, но од Министерството за внатрешни работи само потврдува дека имаат полициска акција, но не и конкретно да кажат за што станува збор, туку велат информации ќе има во текот на утрешниот ден. Тоа што можам да го кажам од тука, фактичната состојба на терен е навистина мирна и не забележа нашата камера, односно камерата на 1 ТВ, дека има полициска акција тука на терен, што и можеби дава индиции дека веќе полициската акција завршила, но доколку Министерството за внатрешни работи веќе и кажува дека во текот на утрешниот ден ќе соопштат детали, ќе кажат и во колку време траела акцијата и во кој временски период. Повторувам, претрес за обвинителството дало претрес за 12 локации со индиции дека има трговија со дрога. Информации повеќе во утрешниот ден. Александар. Игор, ти благодарам за информациите и во ова последно вклучување за денеска во ова информативно издание. Уште еднаш ќе повториме дека Министерството за внатрешни работи повеќе информации најави за текот на утрешниот